Добро е да се соработува со Светска банка, но парите треба да се враќаат со камата, додека буџетските средства не се користат доволно за капитални инвестиции. Додека министерот за финансии Тевдовски на пролетните средби во Вашингтон најавува дека очекува 420 милиони евро од Светска банка за инфраструктура, аналитичарите критикуваат дека власта треба да се сконцентрира да го потроши тоа што го предвидела во државната каса. Голем дел од најавените градежни работи не биле почнати, а администрацијата имала слаб капацитет за планирање и изведба на проекти. Затоа тие се сомневаат дека владата има капацитет да го постигне потенцијалот на македонската економија од околу 4%. Зборува за една слаба организација во рамките на министерствата и другите буџетски корисници преку кои што агенции, преку кои што оди реализацијата на проектите. Ете, тоа не е така едноставна работа, тој менеджмент на јавните проекти, кој што, како што гледаме сега, отсуствува, а претходно, пред да се дојде до менеджмент, најверојатно било лошо, слабо и планирањето, буџетирањето на проектите. И даночниот советник Павле Гацов не очекува добра реализација на капиталните инвестиции. Вели дел од активностите замреле во предизборието и треба да се работи турбо во втората половина од годината за да се оствари планираното. Досега реализацијата на капиталните инвестиции изнесуваше само 3,5% во првите 2 месеци. Во месеците од месец мај и втората половина кога ќе завршат изборите, па некаде до октомври, додека трае градежната сезона, треба на квадрат да се зголемат инвестиционите активности, не само на патиштата, не само по изведување на некои локални активности, гасификација и така натаму, туку да се отвара и поле и таму каде што беше ветувано, а се уште не е ниту отпочнато со реализација. Например, погледнете програмата на владата, прва активност во делот на патиштата е патот Скопје-Блаце. Прва од сите наведени. Таму претпоставам, освен во проектна некаква активност, не е удрена ниту една лопата. За разлика од нив, министерот Тевдовски и гувернерката на Народната банка Ангеловска-Бежовска се оптимисти дека македонската економија има сила за економски раст од над 3% годинава. Во услови кога кај најголемиот дел од земјите во светот ги намалуваат проекциите за растот, за нашата земја, за Северна Македонија, ја зголемија проекцијата од 2,8 на 3%. И со оваа проекција ние очекувавме раст за 2018 од 2,3%, меѓутоа остварувањата беа повисоки како што видовме, 2,7%, а за оваа година нашите проекции се над 3%. Додека Организацијата на работодавачи веќе предупреди дека економијата не може да расте ако индустријата стагнира и ако владата пак ја зголеми минималната плата, а германските инвеститори веќе оценија работата на владата со нула, се чини премиерот е најголем оптимист. Тој очекува 4% раст уште во првиот квартал.